Голманот на македонската ракометна репрезентација Борко Ристовски од неодамна е слободен играч. Тој имаше емотивно испраќање од Барселона. Во моментов се наоѓа во Скопје, каде што ги одработува последните тренинзи пред двомечот со Романија и желбата на македонската репрезентација да се пласира на следното светско првенство во ракомет. Борко, здраво! Здраво! Како што кажа во самата најава, ги одработивте последните тренинзи, ги одработувате овие денови. Каква е атмосферата во репрезентацијата пред првиот меч со Романија? Па добро, атмосферата е одлична, како и на секој собир на репрезентацијата. Се спремаме за два тешки надпревари или незгодни надпревари кои што не очекуваат и од повеќе причини. Тешки и незгодни затоа што е крај на сезоната и сите сме помалку веќе нели уморни од се она што го поминавме сезонава и затоа што нели помалку и проработува тој менталитет наш балкански, затоа што нели сите се подготвуваат за одмори, а ние треба да сме стационирани во карантини, да мислиме на ракомет, меѓутоа сите сме доволно професионални и свесни дека ќе го издржиме овие напори уште десетина дена за да однесе Македонија на уште едно големо надпревари. Така да сите сме спремни за играње на два надпревари тешки, од кои што сигурно дека јавноста македонска ќе очекува многу и ќе очекува наш пласман на големо надпреварање. Дали е полесно кога вториот надпревар се игра дома, отколку на гости? Па дали полесно е притисокот помал? Па полесно е, меѓутоа притисокот е поголем кога играте втор надпревар дома, затоа што на првиот надпревар мора да даете да пруžите една добра партија за да се вратите со поголем резултат. И нели на домашен терен ние знаеме дека Македонија е на домашен терен неприкосновена и многу малку репрезентации се заминале од тука победувајќи. Така да кога ќе се земе све во предвид, мислам дека би било многу подобро за нас да го имаме првиот надпревар на гостински терен, а вториот дома, на кој што ќе можеме нели да ја дозираме и да ги мериме тие голови нели кои што разликата во голови, меѓутоа што е тука мора да се оди на два тешки надпревари, да се одиграат на врвно ниво и мислам дека ќе успееме да бидеме успешни. Тренерот на романската репрезентација Пасквал е твој поранешен тренер од Барселона. Претпоставам ги познаваш многу добро неговите тактики. Меѓутоа, колку мислиш дека од тоа што го применуваше во Барселона ќе го примени сега со романската репрезентација? Па добро, во принцип тренерот ја прави тактиката според квалитетот на играчите што ги има. Мислам дека во Барселона има квалитетен тим на врвно ниво и може да експериментира и да пробува сосема други тактики, додека со репрезентацијата на Романија сигурно дека е лимитиран во своите тактички можности и не верувам дека ќе прави истата тактика што игра со Барселона, затоа што тоа е неизводливо. Не го поседува тимот со исти квалитети како Барселона и мислам дека ќе проба нешто да изненади, ќе проба нешто ново, ќе проба да на некој начин ја умртви нашата игра, да игра што поспор ракомет, што не е случај во Барселона, затоа што во Барселона игравме ракомет кој што беше доста брз, со многу трчање. Мислам дека во овие два надпревари тоа нема да биде случај и ќе игра сосема спротивна игра тоа. Ти си еден од оние јавни личности кои не го кријат приватниот живот и многу често зборуваш за приватноста. За раѓањето на синот Душан беше возбуден уште додека Николина беше бремена. Колку време славеше кога се роди Душан? Па јас мислам дека кога сте јавна личност, освен нели поедини работи кои што мора и би требало да останат приватни, се друго е сосема една нормална работа и без разлика што јас сум јавна личност, јас сум пред се човек, а потоа сум спортист, ракометар или не е важно. Така да мислам дека нема потреба претерано да се крие својата приватност од причина што сите ние сме обични луѓе и Македонија е една мала земја во која што да не претераме ги тоа и ние и тука не можеби некој се доживува како звезда. Меѓутоа во Македонија зборот звезда е минорен и мислам дека не постојат звезди. Што се однесува до славењето за синот Душан, па добро, славев подоста, славевме така, некои си околу 60 на часа, не прекидно или не без престан. Го продолжувавме славието од едно место на друго.
без воопшто спиење, така да беше доста напорно и доста бараше жртва да се издржи сето тоа. Какво беше чувството кога го виде прв пат, кога го зеде во раце? Па добро, баш првото гледање доста емотивно, меѓутоа помалку сте, барем јас, бев изгубен, се уште не бев свесен што се случува и само држите нешто кое е ваше во раце и така едноставно бев малце збунет, изгубен. Не знам како сум делувал од страна, меѓутоа јас знам како се чувствував. Меѓутоа секој наредно одење и секој наредно гледање и зимање од болница и поминување време со него и со фамилијата е непроценливо чувство. Какво бебе е Душан? Мирен, плаче? Па Душан е едно бебе многу мирно. Можете да го оставите 2-3 часа без да не заплаче, да си лежи, да си гледа во своите слики и во своите играчки, што е доста, барем не го очекував јас тоа, затоа што јас сум бил доста темпераментно бебе и сум доста темпераментен човек и личност и очекував барем во тој дел да биде на мене, меѓутоа во тој дел е на Николина и е доста, да кажем дека немаме никакви проблеми претерани со него, стварно е доста мирно бебе, си седи, ужива и во тој дел сме мирни. Како поминуваш времето со него? Помагаш во оние домашни активности, менување, пелени, стануваш ноќе ако на Николина треба помош? Па добро, некогаш станувам, да, не можам да кажам дека не станувам, затоа што не сакам да бидам оној балкански мачо тип кој што кажува дека не станува. Мислам дека е тоа сосема нормално да некој или сопруга да помага на својата сопруга во гледањето на вашето дете. Сето тоа е дел од мојот и од нашиот живот и нормално дека ако доколку ти е потребна помош на неа, помагам, меѓутоа ги правам сите оние работи, меѓутоа не менувам пелени, затоа што сум многу гадлив по природа и тоа ми е една работа која што не верувам дека некогаш ќе ја правам. Така да буквално се, освен менување на пелени, ми е задоволство и помагам со задоволство, затоа што сепак се работи за мој и за наш син. Имаше емотивно испраќање од Барселона. Се уште ќе продолжи соработката со твојот поранешен тим, односно, колку што разбрав, ти имаш 5-годишна лиценца за организација на летниот камп на Барселона за млади ракометари. Велиш оваа година ќе има само 100 деца, од нив 10 се од Македонија. Да, добро, јас успеав по долги преговори да земам лиценцата на Барселона за организирање на ваков камп надвор од Шпанија. И морам да кажам дека ова е прв камп кој што Барселона го прави надвор од Шпанија и беа доста преговорите така малце мачни, тешки и долги. Меѓутоа на крај успеавме, подпишавме договор на 5 години. Премногу работи треба да бидат на едно високо ниво кое што за наши услови и за, ајде да речеме, за камповите тука во Македонија кои што се прават е незамисливо. Сакаме да првата година помине во перфектно издание, да нема никаква грешка, ни најминимална, и затоа се одлучиме за 100 дечиња да биде лимитирано, од кои што 10 ќе бидат од Македонија. Зборувам гратис, затоа што подпишавме договор со Европска фондација која што ги откупи местата. И јас сакав тоа да бидат дечиња од Македонија. Мислам дека околу 4-5 дечиња ќе бидат од ранливи социјални категории, што мене како спортистка личност и како представник на кампот ми представува задоволство, затоа што мислам дека секој еден човек мора и треба да помогне на општеството колку што има можност. Мислам дека ова е една мала помош за дечињата кои што ќе поминат некој време со ракометни звезди од Барселона, ќе научат нешто што ќе видат нешто што досега не го виделе, ќе научат некои нови работи и мислам дека тоа е еден голем плюс и за ракометниот камп, меѓутоа и за ракометот како спорт во целина. Затоа што мислам дека Македонија е една ракометна нација и Македонија заслужува да има што повеќе деца представници на тој камп. Велиш дека некои од децата се од ранливи семејства. Каква беше нивната реакција кога дозна дека ќе одат на камп во Хрватска, дека ќе може да тренираат ракомет од едни од најголемите ракометни звезди во Европа, буквално? Па добро, сигурно дека една позитивна убава вест, не е мала работа да можете да го пратите детето на еден камп таков кој што
за македонски услови е доста скап и не може секој да си го дозволи тоа од финансиски аспект. Меѓутоа сигурно дека беа пресрекни затоа што нели не е исто да дојдете на било кој камп и дојдете на кампот на Барселона кој што одржува во Сплит, кој што е не може би најдобриот, меѓутоа за година-две верувам дека ќе биде најдобриот камп во Европа и во светот. И мислам дека нивната реакција беше сигурно позитивна, меѓутоа што е уште поважно реакцијата на дечињата стварно беа пресрекни, она што ми го пренесоа родителите беа пресрекни, некои дури не верувале, се јавувале по 3 пати да прашаат и така да се едно позитивно искуство и за нив и за родителите, меѓутоа и за мене да вратам еден мал дел од она све што ми го возможи ракометот и спортот во мојот живот. Освен што ќе добијат 7-дневен камп со ракометните звезди, едно од децата ќе добие и рачно нацртани уникатни патики од Сатја Грабуловски. Ти и Сатја сте долгогодишни пријатели, соработници, тој ги правеше и твоите патики за Европското првенство. Како од пријателството излезе партнерство? Сосема случајно, значи, он ги правеше моите патики за Европското првенство и од тогаш почнавме на соработка која што трае до ден денеска и во еден неформален разговор изрази желба да тој и неговата компанија направат патики по специјална нарачка за едно од дечињата кое што ќе изрази нели по негова желба. Подпишавме договор за соработка и веќе наредната година на кампот ќе биде присутен тој. Ќе даваме патики за специјално изработени од него за најталентираниот играч на кампот, најталентираното дете, така да ова е само една почетна соработка која што верувам дека во иднина ќе се прошири. Луѓето се врзуваат по она што нели какви се во суштина. Ние сме хумани луѓе, сакаме да помагаме и тој и јас и мислам дека од оваа соработка само може да излезе голем плюс и за дечињата највеќе, меѓутоа и за нас деца. Какви се следните планови во кариерата? Имаш некој конкретен чекор или се уште размислуваш? Па добро, факт е дека во изминатиот период или изминатите 4-5 месеци добив доста понуди како од Германија, така од Франција, така и од Португалија. Јас сега сум во една фаза, стигнав нели до еден степен во кариерата кај што можам да чекам или да ме чекаат уште малце подолг период, од причина што ми е потребно да размислам затоа што сакам да моето дете и мојата фамилија живеат во град кој што ќе биде најкомотен за сите нас. И пак ќе кажам, уште немам конкретен одговор на ова прашање, нити имам одлука конечна, меѓутоа или ќе биде Германија или ќе биде Португалија. Борко, фала ти на одвоеното време, посебно што си во карантин. И се надевам на 2 успешни меча против Романија. Се надевам јас и се надевам дека ќе се видиме повторно и благодарам за поканата.